Кандидатот за градоначалник на Струмица Жан Дрвошанов од редовите на ВМРО ДПМН синоќа на своите сограѓани им представи дел од својата изборна програма за која вети дека ќе реализира, за разлика од програмата на актуелниот градоначалник која останала нереализирана. Тој вели дека еден од приоритетите е Струмица да биде еколошки чиста, без диви депонии кои го загрозуваат здравјето на граѓаните. Дрвошанов најави детална анализа за неодговорното работење на власта во Струмица. Да создадеме иднина за Македонија, да понудиме проекти, да направиме промена, да победиме, да најдеме решение за овие 16 години натрупани проблеми. Погледнете колку од програмата на претходниот градоначалник е реализирана. Голем дел од ветеното не е остварено. Но тоа не е причина зошто повторно не е кандидиран. Причината е друга, а тоа е неговото противење на лошите договори кои пластично ни оцртаа за какво владење станува збор. Подршка на Дрвошанов во Струмица даде председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој ги праша струмичани дали се подготвени да им подарат нови 4 години на истите луѓе, кои веќе 16 години досега ги изневери очекувањата, дава лажни ветувања и потонаа во својата моќ и ароганција, во корупција играјќи си со животите на граѓаните. Земјоделецот едвај врзува крај со крај. Нормално ли е како пред некој ден во Велес, Бентли и Мајбах да е возниот парк на функционерите од власта? Како ги заработија овие пари и кога ги заработија? Одлепеноста од реалноста говори дека не знаат како живее напатениот народ. 52 месеци се власт и имаат потрошено ни помалку ни повеќе 16 милиарди евра народни пари. Точно 16 милиарди евра народни пари. 16 милиарди евра. Мицковски посочи дека исто така не сака криминалци и измамници да ја влечат Македонија назад и не сака пактови со истите. Нам ни треба да создаваме нова иднина основана на надеж и шанси за обичниот човек. Надежта е способност да се води, дека постои светлина и покрај сите темнини. Дециден Мицковски.